Според мене, ова е првата книга која што мене ме натера некако поинаку да ја разберам историјата. Ниту како не научија комунистите, ниту пак така како што научат новите антикомунисти, туку така како што реално била историјата. Според мене најголемата вредност на овој книга е дека дава еден реалистичен опис на настаните при крајот на Отоманската империја и почетокот на создавањето на албанската држава. Со еден збор се прави една демитизација на историјата. Тој што ја чита оваа книга, всушност ќе види дека тука веќе не се работи за човек кој што ги вреднува луѓето како херои и предавници, туку ги опишува така како што реално ги гледал. Например, има опис каде што вели тој бил добар човек, но не бил толку интелигентен и сакал да биде во средиште на вниманието. Или пак ќе каже еден друг беше неписмен, ама имаше добра смисла за хумор и така натаму и така натаму. Значи, овие историски ликови ни ги опишува како луѓе од крв и месо, како што реално и било. И на овој начин мислам дека има направено еден голем чекор. Имаме, се разбира, и некои други книги од овој вид. И затоа што има надедно, значи, придонес во насока на тоа историјата да се третира како професија, а не во служба на дневната политика како што во нивно време правеа комунистите и така како што правеа антикомунистите и така како што се случува и ден денес насекаде на Балканот. Имаме дворски историчари, би рекол. Значи, оваа книга и други слични книги на оваа ни помагаат да се бориме против овој феномен на дворски историчари и на луѓе кои што ја користат историјата за за дневна политика и дневни интереси. Исто така се работи за една вредна книга, имајќи предвид од кого е напишана. Професорот малку по-надолго го објасни ликот, неговиот лик. Би сакал да додадам или да повторам дека се работи за еден висок интелектуалец, школуван во најдобрите училишта на тогашната Австро-Унгарска империја, колку што знам говорел некаде 10 странски јазици, но тоа што е најважно е дека дома се чувствува како во исток, така и на запад. Значи, како во Италија, каде што престојувал долго време, така во Австро-Унгарската империја, така и во Отоманската империја се чувствувал како дома. И тој е жив сведок со другите ликови кои што биле негови современици, тој е жив сведок на она што се случило на вистина. И во заднина, во позадината на Отоманската империја и во позадината на создавањето на албанската држава. Исто така би сакал да истакнам дека посебен впечаток ми има оставено длабочината на мислата на Ечрем Бек-Влора. Иако формата на книгата е биографија, односно он дава опис на својот живот, Ечрем Бек-Влора не е само не ги евидентира само настаните. Значи, не вели само ова се случило или она се случило, туку насекаде низ оваа книга сите настани исто така се придружени и со заклучоци, и тоа доста здрави заклучоци на тоа што реално се случувало. Професорот прочита некои делови и имавте можност да ги слушнете и самите. Значи, не се работи само за некој што ги евидентира настаните, туку се работи за еден интелектуалец кој што ни овозможува подобро да разбереме политиката на тоа време, во тоа време. И историјата во тоа време. Исто така, зачудува тоа какви современи ставови имал тој во тоа време, иако книгата има напишано пред 60 години, а настаните ги има доживеано пред 100 години, какви современи размислувања имал Ечрем Бек-Влора. И тоа може да се види во неколку случаи. Например,
што деловите кои што ги прочитаде во однос на делот за Македонија. Видете, например, со многу еден висок стил, но едноставен и веднаш се фаќа, ги дава овие модерни ставови. Ова го земав како пример за да го надоврзам на делот кај што тој говори за Македонија и македонците. Значи, иако се разбира се работи за биографија на Ечеренбек Влјора и тој бил учесник во политиката на Отоманската империја и албанското прашање, тој нема многу што да каже за Македонија. Можеби тоа го кажува на некаде 3-4 страници, меѓутоа, како што реков, овој стил на едноставна реч, едноставно објаснување на работите говори многу. И во тие 3-4 страници тој говори многу, тој кажува многу и за позицијата на Македонија и за неговите ставови. Например, тој вели за македонците дека тие се посебен народ, иако србите и бугарите заради нивни политички интереси се обидуваат да ги прикажат како срби и бугари. Тоа сепак се работи за посебен народ. Вели, јас не знам како и зошто постои овој народ тука, меѓутоа тој постои. И ова му е доволно на Ечеренбек Влјора. Значи и сега, после 100 години, ние имаме луѓе кои што влегуваат и ги анализираат работите со еден фолк патриотизам, а тој пред 100 години вели, еден народ тука постои, сами се декларираат како македонци и ние немаме што тука повеќе. Значи, ова идеја на самоопределување изразена пред 100 години звучи многу модерно. Или пак другиот дел, каде што се говори како се владее во Македонија. Во две реченици тој вели, во Македонија Македонија се управуваше исто како другите провинции на Отоманската империја, ниту подобро, ниту полошо. Значи ги имаше сите мани и сите предности од начинот на владење на Отоманската империја. И ден денес сите народи на Балканот имаме тенденции да ги прикажеме осмалиите како да имале нешто лично против нас. Дека наводно не ги сакале албанците, не ги сакале србите, не ги сакале македонците и дека они ни направиле нешто лошо и дека намерно лошо владееле со нас. А тој со една реченица ја руши оваа теза и вели дека лошото владење било резултат на севкупниот начин на владење на Отоманската империја. На секаде, а не затоа што нешто они имале против нас и сакале нешто штета нас да не нанесат. Значи, ова беа тие модерни ставови кои што ми оставија впечаток.